Павле, кажи му на Гоце што чувствуваш? Биолошки динамит. Приказна за последиците од злоупотребата на дрогата, за емоционалното и социјално пропаѓање на младите зависници. Приказната од нашето секојдневие испраќа порака до младите за опасностите од посегањето по дрогата. Обработува една тема која е многу актуелна моментално во нашето општество. Обработува тема баш за наркоманијата која последниве години некако многу ја спушти границата на корисници. Дури имам информација дека недека на 12-11 години деца више почнуваат да конзумираат дрога и некако беше самиот текст таков навистина малку се намачивме да го адаптираме, посебно сега во модерно време. И сметам дека на нашите гледачи дека ќе ми се бендиса, што се вика, и ќе биде едукативен барем во тој однос. Самата тема е многу мрачна, темна, меѓутоа ние дадовме некои комични елементи како би избегали од таа темнина, бидејќи самото конзумирање на дрога, на алкохол, на тие работи е мрачен и уште ако и драмата биде мрачна, ќе биде мислам многу тешко. Игор Томески се носи со улогата на Гоце, момчето кој на почетокот се спротивставува на предизвикот кој му го нудат неговите пријатели за конечно да се предаде на дрогата и рано да го заврши животот. Но јас сум против конзумирање на дрога, затоа и учествувам во оваа представа. Можем да кажем дека на почетокот на представата, мојот лик е против конзумирање на дрога и тоа е поблиску до мојот, вистински карактер, но потоа, навлечен од неговото друштво, ликот на Гоце е приморан да конзумира дрога и се подлабоко и подлабоко задлабочува во својата несреќа. Обезбедивме компактност и мислам дека ќе биде многу интересен тој спој на младост и на искуство, да речам. И нема да бидем објективен, публиката ќе каже дали било добро или не било добро, ама сметам дека навистина имаме добра хемија меѓу тинеџерите и возрастните. Текстот за представата Биолошки динамит е на Јован Дамјановски. Како што вели авторот, тој представува поука за младите за опасностите кои ги носи љубопитноста и посегањето по белото зло. Премиерата на представата, која ја подготвува драмската секција на Сдруженијето за култура и уметност Илјоантески смок од Тетово е во четврток, 23 октомври, во 20 часот.